Добро утро уште еднаш, почитувани гледачи, доколку сега се будите и ни се придружувате, следите нов ден утринската програма на К3 телевизија. Ова е вториот дел во кој што традиционално разговараме со интересни гости. Овој пат ќе се потрудиме да исправиме една неправда од минатата недела. Немавме малку среќа со едни интересни гости од Крива Паланка, затоа ги поканивме втор пат да видиме дали ќе имаме втора среќа. Велам добро утро уште една, значи, оваа недела за гостите од Основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка, директорот Оливер Дејановски, професорката по информатика Марија Смилков и од нас поделенскиот наставник Добри Јовевски. Добро утро и добро дојдовте уште еднаш во нашата студија. Се надам дека нема проблеми што повторно ве поканивме, се надам дека имате разбирање за нас, како што ние имавме разбирање за ЕВН. Гледачите се надам за сите заедно ќе имаат разбирање. Ќе повториме за дел од активностите кои што ги има вашето училиште. Го одбележавте патронатот, споменавме и претходниот пат, меѓутоа ќе се навратиме повторно малку на историјатот со вас, на таа тема разговаравме директоре. Од кога функционира училиштето, наку со блиц ќе посетиме и со што сега во моментов, како кадари, како ученици бројка располагате. Значи, добро утро на познатата телевизија К3. Може да кажем дека нашето училиште, како најново училиште во Крива Паланка, е изградено во 74-та година. Има 42 паралелки и 80 вработени. И ученици има околу 752, од кои што 550 е во централното училиште. Може да кажам дека до 1996 година беше во склопот на Јоаким Качовски. Од 96 година, односно од 1 септември 96 година, нашето училиште е самостојно и го добива името Илинден. Како наставен кадар може да кажам дека нашиот наставен кадар секојдневно посетува семинари кои што се едукативни и верувам дека и во иднина повторно ќе ги посетува тие семинари, бидејќи самото училиште изискува, значи тражи, бара за да може да се образува нашиот наставен кадар. Од техничка гледна точка може да кажам дека имаме опремено неколку кабинети кои што функционираат безпрекорно, музичкиот кабинет, кабинетот по информатика, кабинетот по хемија, кабинетот по физика и кабинетот по биологија, така да верувам дека во иднина ние ќе продолжиме со иновативни активности за да можеме да го подигнеме нивото на нашето училиште. Да. Ќе потсетиме на многу работи кои што можеби ги споменавме претходниот пат, кога за жал, како што веќе кажав, снема струја, ќе се задржиме подоцна малку на инфраструктурата. Имаме подготвено повеќе прилози за денеска. Еден од нив ќе ни послужи како вовет за понатаму да поразговараме со нашите гости во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка беше домакин пред една недела на учениците и наставниците од подрачното училиште Симче Настевски од село Јажинце, општина Јагуновце. На средбата беа реализирани низ едукативно-креативни активности преку кои што децата од мали нозе се учат на меѓусебно почитување, како и другарување, порачаа одговорните. Со низа едукативно-креативни активности, учениците од Кривопаланичкото основно училиште Илинден и учениците од подрачното училиште Симче Настевски од Тетовското село Јагуновце од албанска етничка припадност остварија заедничка средба во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Ваквата средба следеше по посетата на кривопаланичките ученици заедно со своите ментори во училиштето во Јажинце, а соработката меѓу двете установи ќе продолжи во иднина, велат одговорните. Проектот за меѓуетничка интеграција вклучено е нашето училиште, пак како едно од партнерите училишта ни училиштето Илинден од Крива Паланка. Заедно со него до сега имавме многу активности. Ова е еден дел од активностите кои што и така понатаму ќе следи проектот. Значи имаме донесено ученици, 15 ученици кои што се вклучени во активности во 3 групи. Едната група е по информатика, едната е по ликовно и мислам дека едната група е по музичко или творештво. Голема чест и задоволство е тоа што соработуваме со Основното училиште Симче Настевски, бидејќи представува еден ранг како нашето училиште и верувам дека нема да застанеме оваа година со соработката. Едноставно ќе продолжиме со исто темпо и наредните години.
Во основното училиште Илинден учениците во мешан етнички состав реализираа мултимедијална презентација на тема за наечиството во родниот крај. Потоа заеднички приготвуваа здрава храна, а беше уреден и влезниот зид на училиштето со мотивот мултиетничко оро. Освен активностите кога се состануваат, тие комуницираат и соработуваат и онлайн, односно преку социјалните мрежи. Целта на проектните активности е да се запознае културата, традицијата, јазикот и обичаите на поразличните во средината, велат стручните лица од психолошко-педагошката служба на двете училишта. Ние навистина на два пати бевме во месец ноември и во месец март. Се дружевме со учениците од подрачното училиште во село Јажинце и тоа остави силен впечаток и големи импресии кај нашите ученици, така да таа соработка продолжува преку социјалните мрежи и навистина со една голема радост ја очекува оваа повторна средба. Ова е многу важно, бидејќи ние како мултиетничко општество, битно е нашите ученици уште од најмали, уште од основно образование, да ги учиме да живеат во една мултиетничка средина. Другарувањето и почитувањето не познаваат бариери во однос на етничката различност, а ваквите средби се можност за проширување на видиците за другите под ова небо и остварување на нови сврсти пријателства, беше порачано на средбата. Овој прилог е токму денот кога всушност беа гости, требаше да разговараме и на оваа тема. Нашите денешни гости кои што повторно ги поканивме, Марија Смирков е одговорна за овој проект. Всушност интересно изгледаше, кажете ни како си поминавте од прва рака, ние видовме, меѓутоа кажете ни како беше и нешто повеќе всушност за проектот воопшто. Самите видовте дека средбата помина во најдобар ред. Значи оваа средба беше по основ на грантот што го добивме по апликацијата што го доделува УСАИД за овој проект за меѓуетничка интеграција во образованието. Значи тука предвидовме 4 активности. Една од активностите беше изработка на двојазична мултимедијална презентација за занаетчиството во родниот крај. По ова учениците заеднички се договара и изработија заедничка презентација која што понатаму ќе може да ја користат учениците од двете училишта. Од двете училишта, да, значи на овој проект се работеше едно цело полугодие. Тие има на претходната средба се договорија и заеднички се работува онлайн преку Skype и преку Претходната средба беше веројатно кај нив на гости, така? Да, пред ходните имавме 2 пати, значи се сретнавме во ноември и во март месец. Добро, тука ли завршува или понатаму продолжува? Не само проектот, можеби соработката со училиште? Соработката продолжува, значи имаме планирано и понатамошни активности. Една од понатамошните активности е двојазичен разговорник, кој што ќе го изработат заеднички наставниците по македонски и по албански јазик. Добро, колку е ова потребно и колку им помага, знаеме дека двете заедници најбројни во Република Македонија живеат една покрај друга. Најчесто им помогнали практично, забележувате ли кај младите промени, приближување, затоа што иако живеат далеку, меѓутоа делиме иста земја, Македонија? Да, помогна многу во кршење на предрасудите што ги имаат едната и другата заедница. Ние сме чисто мултиетничко општина, да, средина и Добро, се надевам дека нема тука да заврши овој проект, ова приказна дека и натаму, како што кажавте, само искршен мразот и натаму ќе соработуваме. Да споменеме, Добри Јовевски, бројни се ваквите проекти, а колку ви помагаат на вас за полесно да допрете до децата, значи не се само активностите кои што се на часовите или кога се следи програмата, туку воншколските активности, ти барем по тоа си познат колку ви помага на вас како оделенски наставници, како луѓе од кадарот на Илинден да допрете до децата повеќе. Така, пред се соработката со други училишта, со други наставници, мислам дека е и основа за понатамошни поголеми активности, проекти и соработки. Покрај тоа што кажа колешката Марија, дека имаме ние соработка во погледот на мултиетничка или
соработка помеѓу две етнички заедници. Имавме можност со учениците од помалите оделенија да ги носиме во кинески ресторант каде што можеа да видат, да вкусат и тоа еден вид на мултиетничко образование, каде што можеа да видат нели преку храната, културата, традицијата, па имавме можност да се запознаат со најразлични традиционални вредности од Кина. Учениците исто така од помалите оделенија зборувам, имавме можност да ги водиме во Бугарија, каде што и таму може да се сретнат со другарчиња од друга култура, да разговарат, да разменат, што мислам дека секој пат не мора ние да образованите и воспитанието да го правиме во училницата. Кога излегуваме од училницата, мислам дека сигурно им е поинтересно вклучател од вашата. Се сеќаваат со најразлични навики, со најразлични луѓе, комуницират и кога го градат оној социјален елемент во своето живење, мислам дека поголеми вредности имат во поголемите оделенија каде што можат на поинаков начин да се работи со ученици. Директоре, дали ова е патеката која што избравте, значи не се вложува само во инфраструктура, во нагледни средства, туку и во професорите, во наставниците, за да се создаде една таква атмосфера, како што кажавме, со воншколски активности, за да се допре до децата повеќе? Така, покрај наставен план и програма кој што ни е дадено Министерство за образование и Биро за развој, ние вложуваме и во наставни активности, бидејќи тие навистина имат потреба, бидејќи учениците не можат само во клупите и од книгите да сознаат за некои активности, туку тие активности мора да бидат и надвор од училиштето. Ние имаме бројни такви активности кои што каже и колегата Добри, и успешно ги реализираме и нема да застанеме тука, да продолжиме со храбро темпо да ги реализираме овие активности. За нешто такво потребно е и повеќе да се вложува, како што кажавме, во кадрот, да се вложува во наставниците, затоа во Основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка неодамна се одржа првата работилница наменета за оделенските наставници во рамки на проектот Со читање до лидерство. Проектот е под покровителство на Американската агенција за меѓународен развој USAID и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Има за цел да се унапреди образованието во современото македонско општество. Во рамки на проектот Со читање до лидерство, во кој се вклучи и Основното општинско училиште Илинден, се одржа првата работилница наменета за оделенските наставници. Истата ја водеше професор Кирил Барнабеев од Педагошкиот факултет од Штип, кој појасни дека обуките од ваков тип имаат за цел формирање на заедници на локално, а подоцна и на регионално ниво, кои ќе ја унапредат културата на учењето. Работилниците, освен теоретски дел, ќе опфатат и практични активности за размена на педагошки практики меѓу образовниот кадар. Станува збор за формирање на заедници за учење, за култура на квалитет на учење, за влегување во еден формат на она што треба да представува всушност сега и образование во 21 век, соочување со некои предизвици, развивање на некои техники и стратегии кои што можат да бидат од огромен придонес за подобрување на квалитетот на локално ниво, например, формирање на групи на неколку учители и наставници кои што ќе отворат одредено прашање, ќе се групираат и ќе го решаваат тоа прашање, се со цел подобрување на јазичната писменост кај децата, на математичките вештини кај децата, создавање на љубов кон воспитанието и образованието, градење на друга култура, на квалитети на учење и развивање на тимскиот дух во училиштето. Пилот фазата ќе се реализира до 2017 година во неколку воспитно-образовни установи, а потоа ќе ги опфати сите основни училишта во земјава. Овој тип на работилници е комбиниран, значи имаме на почеток неколку информации околу тоа кој е концептот на заедница за учење, што е тоа филозофијата на оваа заедница на учење, а се понатаму следи во вид на организирање на практични активности во кои што сите наставници ќе си реализираат и ќе си формираат свое собствено портфолио, своја собствена група и се што ќе работат ќе влегува во тоа портфолио и понатаму ќе се создаваат мрежни, локални и регионални центри, заедници за учење на кои што ќе се разминуваат искуства, наставниците ќе добијат сертификати, наставниците ќе добијат и одредени награди, а оние кои што ќе бидат најдобри од одредено училиште ќе добијат и дидактички материјали. Проектот е под покровителство на Американската агенција за меѓународен развој USAID и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор Македонија.
Мисијата е изготвување, развивање и спроведување на програми кои ги унапредуваат образованието и културата во современото општество како клучен фактор за образовен, културен, економски и социјален развој. Ова последново кое што го видовме е всушност проектна активност која што е дел од неколку други заеднички активности, истите покровители се. Добри, ќе ни кажеш нешто повеќе за тоа? Да, ова е проектот со читање до лидерство, каде што аплициравме пред година и пол и влеговме во нашето училиште влезе во пилот училиштата во Република Македонија да се имплементира овој проект и кај нас. Да. Проектот е финансиран, како што кажавте, од фондацијата USAID и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Опфаќа, значи, мерење на брзина на читање и математички вештини, потоа ги опфаќа заедниците за учење и библиотека на Тркала. Да. Сега тоа се неколку активности кои што се во склоп на овој проект, кои што се влезени во нашето училиште. За библиотеката на Тркала и ќе проследиме нешто малку подоцна од другите, дали што ми извршено мерење, дали има некакви резултати или тоа дополнително се очекува? Има соодветни сознанија на ниво на република и на ниво на училиште. Мислам дека во вистинско време овој проект се имплементира во нашето училиште и во нашата држава, бидејќи треба да се подобрат вештините за читање, брзината на читање и математичките вештини, бидејќи ние сега живеејќи во современо општество и современи трендови на подучување, мислам дека недостасуваат некои техники и вештини за сите тие работи, но за да ги ние научиме учениците мора да првин да се направат соодветни обуки на нас наставниците и сме во тек на реализација. Од септември ќе започнат повеќе обуки за одделенските наставници, бидејќи основата не се добива во основното образование, во првите години од учењето. И преку заедниците за учење ќе имаме низ активности и обуки, сите ние наставници, за да сето тоа го имплементираме со учениците и да изведеме генерации на ученици кои што ќе имат поголеми вештини за читање, за решавање математички задачи и така натаму. Марија, тебе те запрев кога сме веќе кај проектите, мислам дека имаш уште неколку да додадеш, освен оној кој што го споменавме, веќе погледнав прилог за меѓуетничка интеграција. Да, тука, значи, имавме уште 3 активности со учениците. Една од активностите беше поддржана и од родителите на учениците. Значи, тука во овој проект е значајно да се забележи дека освен наставниците и учениците, учествуваат и родителите, локалната заедница, значи сите се вклучени во проектот. Тука изработивме главниот зид во влезниот хол, изработен цртеж со мотив од мултиетничко оро. Потоа имаше работилница со здрава храна, каде што учениците заеднички договорија рецепти кои што ги изработија и тука исто беа научени зборовите, значи од состојките на рецептите беа кажани на двата јазика за да можат учениците да се запознаат со зборовите од другиот јазик. И имаше уште една работилница на која што изработија на импровизирани разбои, значи килимчиња. Исто така разбоите им ги подаривме на партнер училиштето за да можат во нивни понатамошни активности да ги користат. Да се пофалат дека имаат подарок од вас. Директоре, ве правили сето ова горд, бројни активности, бројни проекти, сигурно создавате услови за сето ова, на крајот има и резултати, имате и награди, ќе споменеме во следниот прилог, добивте награда за репортажа која што е посветена на страдањето на евреите. Така, значи, кога некој дава напор и труд, значи, резултатите доаѓаат сами по себе, бидејќи јас може да се пофалам дека имам еден од најдобрите менеџерски тимови, еден дел е тука, другиот дел, значи, сега на работа во Македонија и сум задоволен од нивната активност, бидејќи тие не застануваат само да направиме 1, 2, 3, 5 проекта, него продолжуваме со исто темпо и верувам дека нема да застанеме тука, продолжуваме со низ активности кои што следуваат и овај
и наредната година и така да верувам во нив. Добро, ние ќе ги одбележиме сите како и досега што правевме и случувања и награди, една таква одбележавме неодамна со низа активности. Учениците од ова училиште одбележаа 72 годишнината од Холокаустот на евреите во Македонија во 1943 година. Активностите беа во рамките на соработката која што училиштето ја има со еврејската заедница во Македонија. Учениците од основното општинско училиште Илинден со едукативни предавања и символично полагање цвеќе пред спомен паното на Холокаустот на евреите го одбележаа 11 март, денот кога во 1943 година биле депортирани повеќе од 7000 евреи од Скопје, Битола и Штип. Денеска во нашето училиште ја обележуваме 72-та годишнина од депортацијата на македонските евреи во текот на Втората светска војна. Ноќта помеѓу 10 и 11 март 1943 година од страна на бугарската војска биле депортирани вкупно 7144 евреи, што представувало и почеток на Холокаустот во Македонија. Одбележувањето на овој датум е во рамките на соработката која училиштето ја има со еврејската заедница во Македонија од минатата година. Ова година официјално фактички го отвараме начинот на представување на Холокаустот во Крива Паланка. Затоа ние како представници во североисточниот регион, нашето училиште активно учествува и се надам дека ова година нема да запреме, ќе продолжиме во наредните години. Учениците минатата година го освоија првото место на државниот надпревар за репортажа на тема депортација на евреите во Македонија. Холокауст е термин кој што се користи за систематското убивање на околу 6 милиони евреи во времето на Втората светска војна од страна на нацистичка Германија. Во рамки на соработката, дел од учениците го посетија и меморијалниот центар на Холокаустот на евреите во Македонија, кој се наоѓа во Скопје. Активностите се под менторство на Никола Ѓеоргиевски, наставник по граѓанско образование. Уште една интересна активност во приложение, нешто за што малку позборувавме и претходната недела со директорот за вложувањата и инфраструктурните зафати. Бројни се од како дојдовте на функцијата во ово училиште. Училиштето за волја на вистината е едно од поубавите и претходно беше квалитетно изработено, меѓутоа мора да се одржува за да биде на она ниво на кое што е денеска. Добивте пофалба и од поранешниот министер за образование Спиро Ристовски кога дојде во една прилика, па може да ни кажете најглавните работи зафати кои што се направени додека сте на функција? Така, во кратки црти може да кажам дека од 2011 година почна градежната експанзија во нашето училиште. Значи направени се бројни промени, како внатрешни така и надворешни. Може да кажем дека целокупно училиштето е обложено со пресуван стиропор од 5 сантима, значи енергетски е заштитено. Сменени се комплетно ПВЦ прозори, одрвени во ПВЦ прозори. Подовите на сите училници се сменети. Вата влеза се прекрасно направени со бекатон плочки и нормално летниковецот каде што се чувствуваат удобно и вработените и учениците, а исто и населението кој што живее околу училиштето. Задоволни се родителите, веројатно кога доаѓаат, меѓутоа имале нешто кое што ви е потребно, а би го санирале, можеби спортската сала која што се гледа дека има потреба и многу е користена и затоа е искористена до ова ниво до кое што е. Така, тоа е еден горлив проблем кој што со низа години се промакнува. Верувам дека во ова година време ќе направам големи направи, бидејќи имам голема соработка со локална самоуправа од Крива Паланка и тие ќе ни излезат во пресред за да ни малку помогнат во однос на санирање на салата. Исто така, значи през ова година верувам дека ова лето ќе направам санација на санитарните чворови кои што не се санирани веќе многу години уназад.
и верувам дека од 1 септември учениците и нормално вработените ќе влегат во современи санитарни чворови. Да, баш тоа што го кажавте, за учениците е важно родителите да се сигурни дека ги испраќаат децата во безбедна и средина која што е на нивото на кое што е потребно да биде во денешното модерно време, но колку вие може да ни пренесеш добри, сте задоволни наставниците, ова придонесува само за таа една конструктивна и атмосфера која што носи успеси. Така, задоволство е да се работи во еден ваков колектив, каде што сите колеги нели помеѓу себе соработуваат, воедно соработуваат со родителите и кога имаме заедничка соработка нели наставници со менаџерскиот тим во училиштето, со семејствата, кај учениците има секако подобри резултати. Сега, еве, ќе искористам приликата да ги поздравам и колегите кои што не гледат и учениците кои што ја чекаа емисијата каде што ќе може нели да поразговараме и да кажеме за активностите кои што ги реализираме во нашето училиште. Улогата на директорот е до некое ниво да ја опреми училницата. Од тога натаму менаџирањето во самата училница е работа на наставникот. За да направиме ние една стимулативна средина, не е доволно само учениците да влегуваат и излегуваат од училницата. Сите оние изработки кои што или поголемиот дел од изработките кои што ги работат учениците е добро и е убаво да бидат изложени, за да се потсетуваат учениците што е она што го имаме работено и што следува за наредно што треба да го сработиме, за да ги постигнеме сите ние цели кои што се предвидени со наставниот план и програма. Сега тука соработката, за да биде успехот, за да биде поголем, мора да имаме нели повторно соработка со директорот, со персоналот кој што е во училиштето, со родителите, бидејќи еден наставник не може целокупниот тој систем во училницата или таа работа во училницата да ја заврши. Сите кога заеднички соработуваме, а на нас крајната цел ни е да имаме образовани ученици, да имаме генерации на ученици кои што ќе бидат спремни нели за предизвиците кои што се во 21-виот век. Во крајна линија кога ќе излезат тие од вашето училиште и го представуваат тоа училиште, ве представуваат вас преку нивните успеси и постигнување понатаму, само да не заборавиме да потенцираме дека во најголем дел од овие активности, еве најавивте и за преку летото, учествува и вашиот персонал кој што всушност е вработен таму, значи ги жртвува до некаде нивните летни одмори, така? Така, значи, овие последни неколку години нашиот персонал не зема одмор, го жртвува годишниот одмор за да може да го разобива училиштето повеќе во надворешниот дел. Така да може да се заблагодарам на нив бидејќи навистина храбро настапуваат кон сите овие активности и бидејќи знаат дека тоа покрај што е за нив и за учениците и за родителите и верувам дека ќе продолжат со исто темпо и понатаму. Еден влог во иднината. Впрочем, кажав, доаѓаше министерот поранешен Спиро Ристовски, тогаш донесе книги, ако не се лажам, во библиотеката, така? Така, значи тоа беше владина активност во сите училишта во Македонија, така и кај нас донесоа бестселери книги од светски писатели, европски писатели. Така да тие се користат од нашите вработени ученици и верувам пред неколку месеци повторно уште една тура дојда на книги. Нема да престанат, рекоа Министерството за образование, повторно ќе преведуваат книги, стручна литература и верувам дека тоа е еден добар потек од страна на владата и Министерството за образование, бидејќи не недостасуваат тие книги и за стручно усовршување и за белетристика. Така да верувам дека ќе продолжат со оваа активност. Кога сме веќе кај книгите, најмалите ученици од Основното општинско училиште Илинден вчера има можност да ја посетат библиотеката на Тркала, која пристигна во нивниот училишен двор. Тие добија можност да проследат една интересна видеосликовница и да решаваат математички задачи на забавен начин. На располагање им беа и многобројните книги и материјали од библиотеката. Активноста е дел од проектот на УСАИД, кој што претходно го споменавме, со читање до лидерство, кој што го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Со цел да се потикне љубовта кон читањето и математиката кај најмалите и во тој процес да се вклучат и наставниците и родителите, учениците од пониските оделенија од Основното училиште Илинден имаа можност да ја посетат библиотеката на Тркала која пристигна во нивниот училишен двор. Внатрешноста на подвижната библиотека нуди стимулативна и релаксирана атмосфера, а токму таму учениците по групи следеа дигитална сликовница на екран и имаа можност да ги разгледаат најразличните книги, енциклопедии и останата литература за деца, како и да решаваат математички задачи на еден забавен начин.
Активноста е дел од проектот на УСАИД со читање до лидерство, кој го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, а основното училиште Илинден е вклучено уште во пилот фазата на проектот. Ова активност е наменета за децата од прво до трето оделение, односно за учениците во почетните оделенија, бидејќи кај нив всушност на овој начин со посетата на оваа библиотека се развива љубов и интерес кон читањето книги, кон разгледувањето на енциклопедии и проширување на нивните знаења. Во рамките на денешниот ден учениците учеа малку и математика на еден забавен начин преку решавање на проблеми, односно математички задачи кои што беа интересни и забавни за нив. Библиотеката на Тркала ги посетува училиштата од сите региони во земјава, за да им се овозможи пристап до материјали за учење на учениците од сите средини. Целта на овој проект е да се проценат и да се подобрат, да се зајакнат почетните јазични математички вештини кај дечињата од почетните оделенија, односно од прво до трето оделение, и ние најтесно работиме токму со тие ученици од првите 3 оделенија, но не само учениците, со учениците, туку со наставниците, со воспитно-образовниот кадар во училиштата, но и со родителите и со пошироката заедница. Проектот на УСАИД со читање до лидерство има за цел да ја подобри јазичната и математичката писменост кај децата, а водени од таа идеја досега се реализирани голем број активности во Кривопаланичкото училиште. Ова не е прв пат во рамки на овој проект, морам да спомнам да сме во училиштето Илинден. До сега, уште на самиот почеток на активностите, дојдовме најпрво со ракометарот на Умче Мојсовски, кој што читаше сликовници со учениците, тоа беше уште пред 2 години, со цел да ја зајакне културата и желбата за читање сликовници и учење кај најмладите ученици. Во меѓувреме беа направени и голем број на работилници за правење сликовници, за учење математика на интересен начин, како со наставниците, така и со родителите. Тука ќе ги промовиравме во ова училиште и дигиталните активности, односно сликовници, кои што ги подготвува нашиот проект, за да можат и тие да ги користат со дечињата. А денес дојдовме со библиотеката на Тркала. Тоа е еден интересен пристап кој што го практикува нашиот проект, специјално пренаменето возило кое што патува секој ден во различен дел од нашата држава, ги посетува училиштата кои што се вклучени во проектот, но и голем број на други училишта кои што изразуваат интерес за тоа и каде што има потреба за тоа, особено тоа се оддалечените места, рурални места, места кои што немаат секојдневен пристап до сликовници и ресурси за учење, па таму ние доаѓаме со библиотеката во нивниот двор. И најмладите задоволни што беа дел од караванот на букви и бројки. Во училишниот двор имаше подвижна библиотека на Тркала, таму гледавме телевизија, цртам. Денеска во училиштето имавме библиотека на Тркала. Гледавме сликовници, читавме книги. Гледавме цртам. Гледавме на телевизорот. И како ти се допадна сликовницата? Многу убаво. Како беше куќето и другата куќа срекне беа, па потоа се натажија. Денеска бевме во подвижната библиотека. Добре, и што правевте таму? Гледавме црта. Тоа беше една од последните интересни активности како на наставниците и професорите од Илинден, така и на младите ученици. Ќе те прашам тебе, Марија, за вон наставните активности кои што подразбираат и секции, дел од нив видовме на патронатот, да ни кажеш само наброени, еви таксативно може кои се работат во училиштето и нешто, дали има нешто со што ќе се пофалат? Да, во нашето училиште работат секциите скоро по сите наставни предмети, како по математика, хор, спорт, хемија, физика, информатичка секција, македонски јазик. Македонски јазик, тука е драмската секција, рецитаторската секција. Ни спомена дека пишувате и создавате едно мало списание, ваше интерно? Да, за работата на секциите и за успесите на учениците што ги постигнуваат, говори годишното списание Илинденче, излегува еднаш годишно и ова година го имавме 17-тиот број.
Да. Добри, со тебе ќе продолжиме малку да поразговараме на она тема по која што си познат меѓу колегите, си познати во Крива Паланка. Се сеќаваме на тебе уште од победата со големата победа која што беше и македонска всушност со бабините игри, а тоа се обидуваш секојдневно да го пренесуваш и на децата, внесувајќи во твојата работа, внесувајќи во нивното секојдневие, во учењето технологија. Да ни кажеш дали тоа на некој начин е пионерска работа, меѓутоа дали го прифаќаат тебе другите колеги, на каков прием ти не идуваш и кај учениците и кај родителите? Да, како што спомнавте, значи добивањето на наградата беше некако поттик за мене за да продолжам нели понатаму да користам најразлични технолошки нели придобивки кои што се од современото живење да ги интегрирам во наставата. Се трудам тоа да го правам колку што можам повеќе, за да им биде нели часот на учениците интересен. Не би сакал да бидам монотон пред учениците, да влезам со една методологија, да им ја прикажам лекцијата или содржината или целта и толку да излезат учениците и да ја завршам јас мојата работа. Не е мојата цел на тој начин да ги подучувам учениците, него целта ми е да ги мотивирам, да ги стимулирам, да ги поттикнувам, да ги насочувам, за да и тие самите се внесат во содржината и на индиректен начин, нели да го осознават сето она што е предизвик за нив во текот на животот. Тоа се трудам да го направам. Сега благодарение нели како што кажав на современите текови на живење со компјутери, со таблети, со мобилни телефони, сето тоа се трудам да го интегрирам во наставната содржина за да им биде интересно на учениците и да дојдат до некои информации, сознание кои што се на располагање. Нема потреба ние да учиме некои факти, некои податоци кои што веќе ги има на интернет и во секој можен временски период ние сега со технологијата можеме да дојдеме до нив. Битно е да знаеме како и на кој начин тоа да го научиме и да го откриеме и како да ги селектираме ние информациите кои се подобни и кои се недобри информации. Не само да кажеме дека ние ќе му дадеме на детето компјутер и тоа значи се случува моето дете дома е нон-стоп на компјутер. Тоа не е решението за да детето учи она што е битно за наставата или за содржината која што ние бараме во училиште. Напротив, повеќето работи кои што ги има таму, ако не ги упатувате како што ги упатувате, се потрошење на времето и безкористно, токму затоа е потребно. Значи, јас ти кажам, во училницата кај мене можат учениците да бират, значи да изберат што би користеле за одреден час, дали да им биде се поинтересно во текот на реализација на содржината. Значи од компјутер, таблет може да користат. Јас им го давам и мојот мобилен телефон за да видат некои содржини кои што се интересни, некоја апликација која што е во склопот на содржината, да учат математика, да учат јазично изразување, да најдат по природни науки некоја интересна информација, значи можете тоа да го користат. Го користиме и Kinectot со една интересен софтвер, Jumpido, каде што на интересен начин, значи преку движењето на телото решават соодветни математички задачи и на тој начин на индиректен начин тие ги учат тие математички операции, но не се свесни дека тоа го прават и им е интересно, забавно и мислам дека еден наставник за мене е успешен до нивото кога ќе одидат учениците дома и ќе се вратат од училиште и дома кога ќе оделат 15 минути време да зборат за тоа интересното што го учеле во училиште. За мене тој наставник е успешен наставник. Во последно време го користам и Beeboot, тоа е пчелка која што се движи, учениците на тој начин учат нели програмирање, се движи пчелката и решаваат соодветни проблемски задачи. Значи тоа е од повисоко ниво на вреднување и оценување на знаењата кај учениците. Ќе се запрем тука затоа што се тоа кое што не го пренесуваш, ќе го видат сликовито, ќе ги запознаеме и гледачите, можеби паланчани знаат затоа што го виделе, прилогот е од поодамна, меѓутоа пред се наменете за Кумановци, токму овој деленски наставник кој што го имаме денеска за гостин Добри Јовевски со проектот Бабини игри по триумфот на национално и освојувањето на највисоко признание на Европскиот форум во Москва, стигна до второто место на планетарниот самит на иновации на иновативни наставници кои се одржаа во метрополата Вашингтон. Иновативниот метод на работа со учениците може да се забележи од посетата на нивната училница и сега ќе погледнеме како изгледа всушност таа училница од еднината. Техничкиот развој носи поволности во различни сфери на денешниот свет, а се разбира образованието ги ползува сите овие предности. Затоа модерната технологија преку дигитални содржини и современи информациско-комуникацијски уреди е составен дел од наставната програма на училиштата. Пионери во областа во нашиот град се 23 оделенци од Илинден на чело со наставникот Добри Јовевски.
Тој откако е во професијата успешно се обидува да ги спои модерното и традиционалното, своите ученици да ги подготви за технолошките искуства на современието, при тоа олеснувајќи и правејќи им ја едукацијата позабавна. Овој енергичен ментор со проектот Бабини игри по триумфот на национално ниво и освојувањето на високо признание на Европскиот форум во Москва стигна до второто место на планетарниот самит на иновативни наставници кој се одржа во метрополата Вашингтон, остварувања со кои ги направи горди сите кривопаланчани. На покана од Јовевски и неговите ученици гостувавме во училницата од иднината, а умните домакини се пофалија со нивните модерни нагледни средства, на кои дури и врсниците од развиениот свет можат да им подзавидат. Направивме обиколка и другарувавме со нив, а претходно со наставникот поразговаравме за тоа со што се неговите ученици располагаат. Поканата се однесуваше на тоа да дојдете да видите еден тип на смарт училница. Што тоа значи? На почетокот би сакал да кажам дека користењето на технологијата во денешни услови веќе не е избор, него е потреба. Ние знаеме дека секојдневно сме обкружени со најразлични информатиско-комуникацијски технолошки уреди, кои што ги користиме во секојдневниот наш живот. И сега, поаѓајќи од тој аспект, сакав како наставник да им ги доближам сите тие можности кои што можат или со кои што ќе се сретнат во текот на животот учениците со кои што јас работам и пошироко сите ученици кои што се во нашето училиште. Се однесува на почетокот добивме смарт табла која што ја користивме тука реализирајќи најразлични содржини со учениците, посебно по математика, англиски јазик, бидејќи софтверот кој што го содржи самата смарт табла даваше најразлични можности и опции да ние ја користиме во реализирање на содржините и на часовите во училиштето. Со текот на времето, нели како што се движеше ова учебна година, имавме можност да добиеме уште други уреди, така да преку отворете ги прозорците добивме еден монитор на тач и два едукативни софтвери кои што се во склоп со тој монитор, кои што ги инсталиравме и учениците и таму има можност на друг начин да ги всушност да ги решават сите оние проблеми кои што се во наставниот план и програма како цели дадени, да ги усвојуваат целите, но на еден подруг и поинтересен начин. И оттука ми дојде идеја, бидејќи пред некоја година имав добиено на награда еден лаптоп со ротационен дисплеј и го донесов во училиште за да учениците видат и на тој начин како можат да го користат, да ја користат технологијата и да ги учат содржините повторно на еден така забавен и интересен начин. Имав можност да ги прашам учениците или родителите да им обезбедат таблет апарати и уреди на самите ученици, ги донесов во училиште, инсталиравме едукативни софтвери кои што се доста забавни и интересни, посебно по предметот математика, бидејќи и јас кога бев ученик, а се надевам дека и по старите генерации ќе кажат дека кога стануваше збор за математиката, ние мислевме дека тоа е нешто многу страшно. Но сакав како наставник, нели, сето она што мене како ученик ми пречело да го надминам и на учениците на еден многу поинтересен и позабавен начин со помош на технологијата, математиката да стане секојдневие наше и многу на лесен начин да ги совладуваат сите оние содржини кои што ги работиме во училиште. Така да, ете, имавме можност и поддршката од директорот што ни ја даде за да, нели, нашата училница уште повеќе се осовременува во соработка со Ултра фирмата која што е застапник за смарт таблите, ни ја донесоа и мултитач масата која што има исто така вграден софтвер, да ја користиме еден месец во нашето училиште, бидејќи таа маса е мобилна низ цела Македонија се движи, беше во едно училиште, ние ја побаравме да биде и во нашето училиште за да учениците можат и преку оваа маса, каде што има покрај математички содржини и содржини од англиски јазик, географија, забавни игри кои што се во склоп на целите или на потребите кои што ќе им бидат утре како важни компетенции за учениците да одат понапред во животот. Наставникот од 21. век истакнува дека средината, условите и ресурсите треба да мотивираат за да се постигнуваат успеси, иако за други се изговор дури и оправдувања. Заедно со неговите ученици, забавувајќи се, владеат со модерните технологии и уреди, како што е Kinect, а едуцирајќи се преку Jumpido, дури и физички се активни. Содржините, кои се пред нив, се лесни и забавни, учениците работат во двојки или се надпреваруваат меѓу себе.
Поединечно се усовршуваат, а во нив уживаат и врсниците на овие ученици од другите класови. Со волку технологија, дури и повозрасен ке треба да се прилагоди, како и да е, токму учениците се истакнаа дека со задоволство ја прифаќаат. Еве дел од нивните омилени едукативни содржини преку кои се пофалија со модерните нагледни средства. Јас сум Ерика Ставановска. Јас сум Лука Николовски. Лука, кој оделение сте вие? Ние сме од трето оделение. Трето оделение сте, веќе се снаоѓате со овие комплицирани игри, тешко ли е да ни кажеш? Не. Ајде, Ерика, ти објасни ни практично што беше оваа игра, што правите? Ние со ова игра учиме поброгу математика. На ова беше множење. Така? Да. Ти веќе знаеш да множиш? Да. И поинтересно е вака или на тетрадка и на лист карти? Како е поинтересно? Поинтересно е на смарт таблет. Добро, ти Лука претходно знаеш ли да множиш? Или со ова полесно се учи? Со ова полесно се учи. Се вкупно. Интересно ли е на овој начин, се забавувате ли, има ли игра? Да, ја забавуваме си, многу интересно. Јас се викам Ева Новкова. Јас се викам Ангела Стојановска. Јас се викам Мати Димитровски. Јас се викам Симона Стојчева. Јас се викам Марио Димитровски. Ајде, Марио, со тебе завршиме и од тебе да почнеме. Кажи ни што е ова, што е пред вас, како се вика? Смарт маса. Смарт маса. И што правите вие на неа? Играме игри. Ајде сега, ти малку да ни кажеш колку време ја имате? Оваа маса ја имаме некаде околу 15 дена. Може да ни кажеш какви се игри може да се играат? По кои предмети можете да ги поврзете преку игра? Тука има и многу интересни игри. Можеме по математика, има за сметање, игри со сметање, Има има по англиски, Да, по англиски јазик. Ова е маса која што се користи на тач и е на англиски јазик. Во неа има многу интересни игри и со тие игри можеме да научиме по било кој часови. По било кој предмет. кој Сега ова предмет. која играта на кој предмет е посветена? Оваа игра е посветена на англиски јазик. На англиски, ама и на англиски. географија. Да, Што англиски. практично треба да правите? Треба да ги погодиме овие. Градовите да ги ставите на континентите каде што се наоѓаат. Да, на соодветното место. Да, претходно знаеш ли ти овие градови кои каде се наоѓа? Не, јас научив од оваа маса. Милена Михайлова. Ти? Ивана Петкова. И ти си? Давид Михайловски. Ајде, Давид, од тебе ќе почнеме. Што е ова што е пред вас? Многумина може не знаете како се вика, да вие веќе умешно работите. Како се вика ова справа? Таблет. Таблет? Чиф е овој таблет? Да не е некој од ваш или на наставник? На наставникот. Добро, и што правите вие на него? Ние на него учиме математика и друго. Александар Пешовски. Добро, ти? Јас сум Елена Павловска. Александар и Елена. Ајде, Александар, кажи ни ти која е оваа игра, како се вика? Пишуваме букви на латиница. На латиница. Претходно знаевте ли на латиница буквите да ги пишувате? Да, А со ова се учи полесно? да. Друга некоја игра има на овој компјутер или? Да. Само овој. Што друго се игра на овој компјутер? Што се учи? Се не се? решава задачи. Јас се викам Мати Гроздановски. Јас се викам Антонета Ристовска. Јас се викам Даниел Ивановски. Даниел, ти ќе ни кажеш што е овој ти? Како се вика? Таблет. Добро, на таблетот што правите? Играме Играте игри, ама и и решаваме задачи. решавате задачи. Учите. Кажи ни како се вика оваа игра? Може ли некој друг еве да го советувате да ја најде да ја симне апликацијата и да ја игра? Како се вика? Оваа игра содржи математички задачи за полесно да научиме математика. Ти веќе знаеше математика пред да почнеш да играш или Да. научи нешто? Сега полесно ти е? Да, На некој од другите работи работиш ти? да, На која ти е најинтересно? Се менувате веројатно со другарите? да. На која е најинтересно? На смарт масата. На смарт маса? 4 плюс 9, 1 плюс 3, 7 плюс 10, 7 плюс 5. Браво. Јас сум Тамара Велимовска. Тамара? Јас сум Тамара Алексовска. Јас сум Јана Илиевска. Значи Ерика, две Тамари и Јана. Ајде со Ерика зборевме малку да бидеме другари кон другите. Ти ќе ни кажеш сега, Тамара, што е ова? Ова е монитор на тач. И што правите на него вообичаено?
Играме игри. Играте и преку нив и учите. Да. Какви се игри имате камера? Математички игри и други игри. Игри на меморија, како што видов. Учите и ако можем да забележим како се чита часовник, аналоген. Добро, интересно е ова? Да. Што? Овие две цедиња се сместуваат во мониторот на тач и едното е по математика, а другото е за развивање на меморијата. Вие најчесто со нив, значи Да, играте? најчесто со нив играме. Може ли да се користат и на други компјутери? Може да се користат на други компјутери. Тешки се, лесни се, забавни Има се? и тешки, лесни и многу се забавни. Сара. Ти си? Михаил. Антонио Стојов. И тебе те запознавме, ти си? Лука Николовски. Добро, Лука Николовски. Сара беше, така? Да. Сара, што имате вие денеска пред вас? Ние имаме денеска пред нас таблет. Таблетот го користите за? За играње на различни игри. Играте какви игри, да ни објасниш? Има нацртано животно или некој предмет и треба да го погодиме. Има напишано некои букви и треба да го погодиме. Веројатно е на некој друг јазик, така? Кој јазик го учите преку ова, не? На англиски. Тешко е? Не. Ајде да ни кажеш ти една игра, вклучи да видиме како се игра, може? А ово е Umbrella. Umbrella што е всушност? Ајде ни кажува некој на македонски што е? Umbrella е чадор. Ајде така, кажете и на англиски и на македонски. Ова е монстр, чудовиште. Браво, Лука. А ово е зигзаг. Зигзаг. Значи, скривена црта. Umbrella, чадор. Пак. Вие со ова научивте некои нови зборови? Ова е needle, игла. Претходно што не ги знаевте, сега научивте некои зборови? Да. Денот со наставникот Јовевски и неговите ученици беше интересен и богат со искуство, а ова е само дел и во целост ќе ви ги представиме умните линденци во убава емисија. Со оведување на IT технологијата во наставата, Јовевски се надева да создаде мотивирачки услови за учениците и за него како ментор. Целта е поголем успех по сите предмети и основа за врвни достигнувања на различни полиња во иднина. Беше ова едно интересно искуство, како што кажав, прилогот е малку од подамна, меѓутоа видовте на кој начин се може да се промени нешто за да биде поефикасно, поубаво во таа просторија која што сите сме ја поминале. Училница, верувам дека ќе имаме уште, затоа што не мирува Добри Јовевски, внесува новини, ќе имаме уште прилики да се запознаеме што внесува ново, меѓутоа не само во овој аспект, тој се грижи и за средината, па така учествува и е еден од одговорните на еден интересен проект кој што опфати повеќе институции во нашата општина, меѓу другото и неговото училиште, ќе ни споменеш Добри збор 2, затоа што немаме многу време да бидеме кратки. Така, значи од пред мислам дека беше 2,5 години распишан повикот, третиот повик за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија од ИПА програмата за прекогранична соработка. Ние аплициравме како училиште со партнер училиште, партнер дом за ученици од Дупница, Центар за општествена подкрепа од Дупница и успеавме да го добиеме грантот и во текот на минатата година, значи 2014-2015 го реализиравме овој проект, каде што фаќаше самиот проект фаќаше изработка на техничка документација за 9 објекти во Република Македонија и во Крива Паланка и 7 објекти во Дупница. Значи, сите училишта, јавни институции кои што се во општина Крива Паланка, изработивме техничка документација за да бидат енергетски ефикасни. Што тоа се подразбира? Значи, методологија на кога би се реновирал еден објект или едно училиште или една зграда која што е опфатена со самиот проект, целата методологија да биде опишана како и на кој начин тоа ќе биде направено од реновирање, поставување на кровна конструкција, поставување на панели за производство на сопствена електрична енергија, топла вода во самиот објект и гасните станици да бидат на соодветен начин проектирани во склоп на самиот проект. Тоа е, значи, изработката на техничката документација. Јас би сакал да кажам кои се институции во Крива Паланка кои се опфатени. Тоа е не нашето училиште како носител на самиот проект. Двете детски градинки Детелинка, 1 и Детелинка 2 која што е во центарот на градот.
потоа општинската зграда, Јоаким Крчовски двете училишни згради, музеот, гимназијата и домот за ученици Боро Менков од Крива Паланка. Како што кажавме, ние бевме на она манифестација со која што всушност беше одбележено финиширањето на овој проект, ќе пренесеме каква беше атмосферата од таму, затоа што во локалната установа Градски музеј во Крива Паланка беше одржана донаторската конференција како финална активност на овој прекуграничен проект Јавните институции енергетски ефикасни. Носител на проектот, како што кажавме, беше Основното училиште Илинден, а истиот се реализира во партнерство со Центарот за јавна подршка да се има среќа во детските очи од Дупница, Република Бугарија во рамки на ИПА програмата на Европската унија за прекугранична соработка. Одговорните изразија надеж дека ќе изнајдат средства за модернизирање на објектите со заштита на енергијата преку користењето на алтернативните енергетски извори. На одржаната донаторска конференција, која всушност е завршна активност на проектот Јавните институции енергетски ефикасни, пред присутните беа представени реализираните проектни активности во изминатата година, а беше презентирана и предадена и целосната техничка документација на 9 објекти на јавните институции во општина Крива Паланка. Проектот ги опфати зградата на локалната самоуправа, два објекта на Основното училиште Јоаким Крчовски, објектот на Основното општинско училиште Илинден, две згради на градинката Детелинка, зградата на Средното општинско училиште Ѓорче Петров, ученичкиот дом Боро Менков и локалната установа Градски музеј. На конференцијата присуствуваа представници од повеќе финансиски институции, фондации, донаторски програми и амбасади, како и представници од Македонската банка за обнова и развој. Проектот опфати повеќе работилници за енергетска ефикасност и изработка на проекти, како и студиска посета на Република Словенија. А резултатот е техничка документација за вкупно 16 објекти од двете општини кои се инволвирани во проектот, информираше Добри Јовевски, проект менаџер. Како крајна активност од проектот Јавните институции енергетски ефикасни, имавме да организираме завршна донаторска конференција, каде што ќе ги презентираме сите придобивки од текот на изработка на проектните активности. На крајот, како резултат од сите оние активности што ги направивме во текот на изминатиот период, добивме техничка документација за 9 објекти, 3 фази, архитектура, енергетика и машинство, каде што со подготвена техничка документација сите институции кои што добија ќе можат да аплицират на следните повици од ЕУ фондовите и од други донатори кои што финансираат токму во овој домен за обновливи извори на енергија. Добро, го пробив малку времето кое што беше одделено за нашата денесна емисија, меѓутоа мислам дека е со право затоа што се обидуваме да поправиме една неправда од минатата недела. Јас тука ќе им заблагодарам на гостите, представивме повеќе активности со кои што сте заангажирани. Мислам дека и некои работи не успеавме во интерес на времето секако, но затоа имаме простор во некоја наша следна емисија. Ќе ви се заблагодарам на сите тројца директори, само да споменеме денеска дел од вашиот персонал. Впрочем, дел од наставниците и учениците се и на екскурзија. Ќе ги поздравиме, ќе им посакаме убаво да си поминат. Да, значи денеска трето одделение оди во Крушево. Сакам да ги поздравам нив заедно со наставниците и еден дел од вашиот тим кој што ги прати и верувам дека убави спомени ќе донесат таму. Како што кажавте, добивме привилегија, благодариме за тоа да бидеме и ние дел од таа експедиција, за тоа пак ќе погледнеме интересна репортажа од сето тоа како се поминале таму. Уште еднаш на сите тројци искрено благодарам, се надевам дека ќе ни бидете повторно гости или пак нас ќе не поканите кај вас. Ние тука некаде ќе ја привршиме денешната емисија Нов ден, како што кажав и на почетокот од утринската програма. Следува продолжен викенд, затоа поминете се убаво и секако останете со К3 и следете нашата програма.